Добра вечер, почитувани гледачи, јас сум Анастасија Илиевска, а вие гледате За или Против. Во вечерашното издание ќе се фокусираме на една од можеби најзначајните теми кога станува збор за иднината на една држава, а станува збор секако за образованието и за инвестициите во она што значат идни генерации, квалитетно образование, дополнителни вештини и се што е поврзано со Министерството за образование. Разговараме вечерва, секогаш чест ни е да сте ни во студио, министерка, добра вечер. Добра вечер. Министерката Весна Јаневска, како што кажав, е гостинка и она на кое што сакаме денеска да се фокусираме на почетоков е она на кое што сите ни остави трак и уште се опоравуваме од онаа несреќа во Кочани. Меѓутоа, вистината е дека ќе ни треба на сите нас многу време да се опоравиме и физички оние кои што, за жал, беа повредени таму, меѓутоа и ментално сите ние да се повторно вратиме колку што можеме во нормала. Вие, министерке, бевте една од првите кои што појдоа таму после несреќата и на еден начин направивте една конекција, една комуникација помеѓу учениците од тоа подрачје и психолозите кои што беа таму. И на почетокот започнавте со околу 100 психолози и чинам беше за бројката да стигне до 130 психолози. Кажете ми како функционира нивниот ангажман, во која форма и можеби до кога ќе бидат ангажирани во самата таа комуникација со нив и давањето на психолошка помош и поддршка. Благодарам за прашањето, Анастасија. Ова навистина беше голем трагичен настан, кои за многу поголеми држави од нашата би биле сериозен шок. Од тука можам да кажам дека во такви моменти навистина е тешко да се справиш со проблемот, бидејќи целата нација е во шок затоа што ние за прв пат, за жал, и се надевам за последен пат, изгубивме многу млади животи кои на оваа земја и се неопходни и потребни. Тамани да не и се неопходни и потребни, тоа се млади луѓе кои ги изгубија животите. Се организиравме, свесни бевме дека ќе треба пролонгирана психолошка помош и се организиравме со Институтот за психологија, Комората на психолози, УНИЦЕФ и Црвен крст да ги превземеме првите чекори за прва психолошка помош, но факт е, така велат експертите, дека ова ќе потрае. Ова нема брзо и едноставно да се заврши. Односно, индивидуално е справувањето со ваков тип на проблеми, па кај некои ќе трае пократко, кај некои ќе трае подолго, но колку и да трае, како држава сме обврзани на сите што им треба помош да им помогнеме. А ни треба де факто на сите, но најмногу во кризните, така наречените кризни подрачја. Она што е добро, што во моментов се некаде над 140 психолози. Бројката постојано се зголемува, но таа, дај Боже, да треба и да се намали во зависност од конкретната ситуација што ќе имаме таму. Организирани се во тимови. Црвен крст и неговата психолошка поддршка е постојано присутна. Комората е организирана во тимови или поединечно, во зависност од потребата. Работат со целото население, не само со учениците, кога има потреба и со родителите, секако и на наставниците им требаше таква една помош, па работат со сите со кои што е потребно. Она што јас можев да го видам е дека работат и во групи на одреден број ученици или поединечно со поедини личности, што е секако домен на нивната струка. Ми се чини дека и покрај тоа што навистина беше многу страшно, тоа што се случи, полека, многу бавно, но полека сме тргнати кон подобрување на ситуацијата од гледна точка на Министерството за образование и наука. Учениците се во училиштата, што е многу важно, затоа што во ваква една ситуација тоа е најбезбедното
место за нив. И тоа е местото каде што тие и ке се оттргнат од траурот кој се уште владее во градот. Градот не е голем, секој некого изгубил. Брат, сестра, внук, комшија, кум, кумашин, пријател. И од тука очекувам дека тоа ќе биде подолго трајно, но очекувам дека полека психолозите, стручните лица ќе си ја завршат или ќе си ја завршуваат својата работа. Се надевам дека за најмногу од нив тоа во еден извесен период ќе заврши, можеби за некои ќе трае и малку подолго. Но колку што ќе треба, толку и ќе се работи со нив. Дополнително, на што ни е неопходно, особено сега во тој регион почнуваме, но треба низ целата територија на државата да се направи. Благодарна сум на германската амбасада, тие понудија дополнителна помош за да ги научиме наставниците и учениците како да се справуваат во ваква ситуација со едно пожарникарско друштво во случај на други непогоди, како да реагираат за да можеме пак ќе кажам, да не дај Господ да се повтори, но еве и ако се случи такво, да излеземе со најмал број или без воопшто жртви. Така да ги превземаме неопходните чекори и ќе ги превземаме и во иднина според потребите кои ќе се појавуваат. Ово што го рековте како дополнителна едукација, подготовка, ќе значи за сите или само за тие подразбира за сите ученици? Дефинитивно подразбира за сите. Затоа што се извинувам, порано имало такви одредени обуки, делови од наставниот процес каде што буквално се учело сите тие вештини, бидејќи чинам дека на сите нас ни треба да се навратиме на тоа како се дава прва помош, како да реагираме во одредени ситуации, нели што треба првите чекори да ги превземеме, бидејќи кажавме не дај Боже да се случат такви работи, дај Боже никогаш да не се случат, меѓутоа подготвеноста е значена и во случајов со Кочани видовме дека одредени луѓе кои што знаеа како да постапат спасија многу животи. Точно така. Министерството има подпишано меморандум за соработка на Црвениот крст за давање на прва помош, но за жал еве вакви трагични настани ни укажуваат дека овие животни вештини кои учениците треба да ги поседуваат не се на соодветно ниво. Да, имаше во еден период многу повеќе фокус на таквите вештини на учениците и на наставниците и на родителите и потоа еден извесен период тоа замре. Не дека не сме забележале, затоа и еве имаме разни програми со кои се обидуваме да го зголемиме нивото на животни и опсегот на животни вештини и кај учениците и кај наставниците, но ова пак покажува дека многу повеќе треба да се фокусираме и на тоа, иако не имаме безброј многу работи на кои што треба да се фокусираме. Но и релевантно, треба да се направи се што треба да се направи, па од тука ќе има фокус и на сите неопходни нешта со кои што учениците ќе треба да се соочат и нивните наставници, за да можат соодветно да изреагираат во ваква ситуација. Ќе се согласиме дека сите некако со нетрпение чекаме да слушнеме позитивна вест, па да излезе Министерството за здравство или пак да кажа дека доаѓаат некои од повредените назад се враќаат на лекување во Македонија или пак се пуштени на домашно лекување, но реалноста е дека за некои ќе биде потребно помал период на опоравување, кај некои ќе биде поголем, нели во зависност од повредите. Но како ќе се постапува со овие ученици, бидејќи имаме некои кои што се и во средно образование и нели возраста беше различна, меѓутоа сите беа млади ученици. Како ќе се продолжи со нивното образование и што ќе се случи со оној период што ќе го изгубат како резултат на рехабилитацијата која што ќе треба да ја поминат за да се вратат во колку толку нормален нели живот? Министерството за образование и наука конечно овозможи и законски
во одредени ситуации како што е ова, децата кои се на долго болничко лекување да имаат онлайн настава, а јас се надевам дека многу брзо ќе почнеме и некакви физички услови да обезбедуваме, барем во поголемите болници, каде што да речеме имаме најголема концентрација на деца кои што се со хронични болести или еве и вакви акутни кои ќе треба на кои ќе им треба подолг престој за болничко лекување. Значи, онлайн настава можеме да организираме за овие кои во моментот се на лекување и кои ќе можат да следат настава, тоа ќе можеме да го направиме. Знаете, јас сум христијанка, во нашата традиција има денови на жалост, нели, почнуваме со прво утро, седмо утро, 40 дена. Треба да поминат 40 дена на жалост, за да можеме да почнеме малку поагресивно да спроведуваме некакви активности, па така ќе обезбедиме тие деца што може да следат настава, да ја следат наставата. За оние што нема да можат да ја следат наставата, би рекла дека не е голема трагедија, битно е да останат живи, здрави, да се оспособат за живот, ќе направиме се што треба да се надокнади, може да полагаат класни испити, оние кои веќе биле подолго, можеме дополнителни настави да им организираме и секако за матурантите, затоа што има и средношколци, за оние кои што се на болничко лекување, ќе ја одложиме матурата. Ќе полагаат во поинакви услови, во други термини? Во други термини, затоа што тие се на лекување, не можат ни да се подготвуваат, ни да пристапат. Меѓутоа, ќе обезбедите услови да не пропуштат? Дефинитивно ќе направиме се што треба за тие што можат да си го добијат тоа што го заслужуваат и што е обврска на државата, за оние кои во моментот не можат, велам, нека се живи и здрави, кога ќе бидат добри и за нив ќе организираме се што треба за да продолжат со нормалниот живот и нивните обврски кои се учење де факто. Да, се надеваме дека ќе слушаме што е можно повеќе позитивни вести во оваа насока. Уште една работа која што беше доста актуелна изминативе неколку дена е дека со 65 гласа за и 8 гласа против, во собранието би изгласани измените за Законот за основно образование и Законот за учебници за основно и средно образование. Измените го направи една промена кога станува збор за терминот родова еднаквост, кој што е сега заменет со еднаквост помеѓу мажите и жените. Како што кажавме, 40 најголема промена има членот 48 од овој закон и се однесува на грижата на здравјето на учениците. Би сакала да го прочитам за да имаат и самите гледачи увид за што станува збор. Имено законот членот 48 предвидува следно, дека училиштето се грижи за здравјето на учениците преку обезбедување информации базирани на научни и медицински сознанија, промовирање на почитувањето на различностите, човековите права и еднаквоста меѓу половите во соработка со родителите и училишниот совет. Законот беше поддржан од јавноста, меѓутоа дел од невладините организации го искритикуваа дека се зголемува дискриминацијата, односно дека е дискриминирачки. Како гледате вие на сето ова? Ние сме традиционално општество. Генерално христијанско и од муслиманска, исламска вероисповед. Се држиме до нашите традиции, веруваме во нашите традиции, што не значи дека ние не треба да напредуваме и не треба на некој начин да се прилагодуваме на останатиот свет. Она што мислам дека стана проблем е насилното инсистирање дека сега и веднаш мора да се направи ова и на таков начин. Од претходната власт зборувам, вие се сеќавате дека тоа беше некако облигаторно, мора вака, мора така да се направи, мора веднаш да се направи. Непознатото секогаш буди страв и револт. Но факт е и дека имаше неколку настани
кои кај одредена група на родители можеби и оправдано предизвика револт. Од тука, моето лично мислење е дека кога се воведуваат некакви промени, генерално зборувам за сите промени, треба тоа да се прави бавно и во соработка со сите чинители. Во еден момент се доби впечаток дека децата во училиштата ќе бидат индоктринирани баш поради тоа брзо и насилно делување на власта и секој родител би се запрашал дали сака тоа да му се случи. Особено ако има различни ставови, а има право да има различни ставови. Од тука, јас постојано велам, училиштата треба да бидат најбезбедни места за учениците, а родителите треба да имаат доверба во државата, односно во владата, во раководствата на училиштата и во наставниците, од таму ги пуштаат своите малолетни деца. Родителите мора да чувствуваат дека тоа е безбедна средина за децата, за да ги поттикнат да одат на училиште и за да ги поттикнат да учат. Ако ова е пречка родителите да имаат чувство на безбедност, јас велам дека ние тоа можеме и да го забавиме. Мојот личен став е многу познат во јавноста, дека со наполнети 18 години секој има право на личен идентитет, па и сексуална определба. И тоа е негова лична работа. Но во образованието ние мора на децата да им понудиме она што е доволно за нивно знаење и за вештини на живот, а родителите да ги поддржат во тоа. Од тука, уште нешто да додадам, јас доаѓам од десно ориентирана демохристијанска партија. Десно ориентираната демохристијанска партија и во Македонија и секаде во светот основна единка на општеството или основна клетка на општеството го смета семејството, бракот меѓу маж и жена кој може да има пород. На Македонија е дополнително важно да имаме население, бидејќи сме во една девастирачка ситуација каде што населението ни се иселува од државата, каде што остануваме во главном само со возрастни и стари луѓе и прети една сериозна опасност дека ние ќе немаме подмладок во оваа држава. Нас ни требаат млади луѓе. Нас ни требаат семејства кои што ќе имаат пород, без оглед дали тоа ќе биде едно или ќе бидат 3 или повеќе деца. Од тука промовирањето на половата еднаквост не гледам меѓу маж и жена, момче и девојче, не гледам дека е нешто лошо, напротив, сметам дека ем работиме за државата, ем работиме во корист на родителите и децата, за да нема сомнеш дека образованието ќе направи било што е лошо за учениците. Така да, инаку оваа измена дојде од страна на пратениците, ние ќе ја почитуваме, тоа е сега законска одредба и битно е во училиштето се да биде во ред. Дали во законот ќе го крстиме вака или онака, битно е да нема агресија, битно е да нема дискриминација, битно е сите да бидат испочитувани, а тоа јас гарантирам дека додека е оваа влада присутна, ќе биде така. За се што сме добиле досега информација дека нешто не е во ред, ние сме превзеле соодветни чекори за учениците да бидат безбедни и недискриминирани. Многу ми се допаѓа ова како го гледате училиштето и она визија која што имате за училиштето, дека треба да е местото каде што ќе бидат безбедни учениците, бидејќи тука е местото каде што поминуваат голем дел од денот, каде што се дружат, учат, се запознаваат со на првите чекори, ако може да се каже, кон животот. Меѓутоа, кога сме кај оваа тема, вреди да го отвориме и прашањето за врсничко насилство, бидејќи како такво се отвара како тема, меѓутоа имаме ли ние систем за поддршка и за заштита на децата, зборам во рамки на училиштето, во делот на кој се постапува или пак на кој што се обработува оваа тема како тема на која што
треба да се посвети внимание и да се превенира, меѓутоа и да се препознае врсничкото насилство, бидејќи сведоци сме дека понекогаш многу тешко се, дека некојаш знае да биде зацкриено, па ученикот, младиот човек долго време да го трпи тоа насилство, пред и самиот да биде свесен дека е жртва на насилство. Имаме ли ние систем? Сосема сте во право, Анастасија, постои систем. Имаме систем, имаме и законски определби, имаме и прирачник за пријавување на насилие, врсничко или било каков друг тип на насилство постои. Многу пати сум кажала и ќе повторам затоа што сметам дека е важно. Добро е да имаме добри закони, неопходно е да имаме добри закони, но имплементацијата некогаш знае да биде малку потешка. Имаме систем, имаме многу проекти и со наши странски партнери во кои работиме на градење на свеста против врсничкото насилство, но и препознавање на врсничкото насилство. А кога станува збор за помали ученици, наставникот е тој кој треба да води грижа и родителот за да го пријават. Сега, во новите закони за врсничкото насилство, ние предвидуваме казнени одредби и за наставниците или раководните структури, не затоа што сакаме да ги казнуваме, туку за да им кажеме дека треба малку повеќе внимание да обрнат. Не е непознато и кај нас и во светот дека жртвите знаат многу долго да трпат од разни причини. Од срам, од немоќ, од закани и така натаму, да не ги набројувам, но затоа тука околината треба да помогне. Она што е страшно, жртвите кои многу трпат, велат релевантни научни трудови, дека голем процент од нив потоа се претвараат во насилници. Ние тоа мораме да го спречиме. Ке има обуки, имало, и ке има дополнителни обуки за полесно и побрзо да се препознае, а веќе имаме прирачник за наставниците како да го препознаваат и како да го пријавуваат. Во училиштата покрај менаџерскиот тим постојат стручни тимови. Зошто ги велиме стручни? Зошто тие треба да се справат со овој тип на проблеми во училиштето. Тука претпоставам се педагог, психолог, социолог некаде има, дефектолог има и така натаму, кои ќе треба сериозно да навлезат во оваа проблематика. Јас не велам дека досега тоа не го правеле, да навлезат и да го уходаат, се вели, патот, за тој да стане генерален за целата држава, за брзо и лесно да се справуваме со тоа. Некогаш не е лесно, некогаш е тешко, но да бидат спремни да одговорат на предизвиците. Инаку, оваа година имаме пријавено 40 во Министерството такви проблеми, од кои 25 се успешно решени и веќе таму не постои проблем, другите се во тек. Верувам дека не баш сите се пријавени, дека може би има повеќе, но доколку не стигнале до Министерството, верувам дека училиштето само успеало да го реши проблемот, што е одлично. И така и би требало да биде, и така и би требало да функционира. Ова што досега е воспоставено, веќе функционира, некаде помалку, некаде повеќе. Таму каде што имаме сознанија дека треба да се зајакне, ке се зајакне. Споменавте дека понекогаш дури оние кои што се жртви на насилство, подоцна станува насилници, доколку не се работи на случајот, но исто така и оние кои што се насилници, најверојатно тоа насилство дошло некаде, го сведочеле некаде. Вообичаено. Процесот е тој, бидејќи нели никој во природа не е насилник, туку се случуваат одредени за жал работи во животот на еден млад човек за да се тригерира, можеби да се поттикне тоа. Колку е важна соработката меѓуинституционална кога станува збор, бидејќи ако еден е насилник, можеби има проблеми во домот, можеби тие се наоѓаат на друго место. Колку е важна меѓуинституционалната соработка за да се колку може помогне кога станува збор за тие млади луѓе, бидејќи
на крајот на денот и на насилниците им е потребна помош и поддршка? Може би најмногу од сите. Од исклучителна е важност меѓуинституционалната соработка и од она искуство кое досега го имавме. Може би треба малку повеќе ангажман, може би треба малку поголема организација, но кога тој систем ќе профункционира, тогаш ги гледаме и резултатите. Дефинитивно училиштето има постапки по кои треба да постапува, нели првостручниот тим работи, па ги повикува родителите, па родителите некогаш се одзиваат, некогаш не се одзиваат, па стручниот тим да речеме е немоќен во такви ситуации, па се повикува социјалната служба, па социјалната служба ги превзема сите чекори кои треба да ги направи. Имаме случаи во Македонија каде што е одземено родителско право од страна на социјалната служба. Па Заводот за ментално здравје исто така, нели здравствениот систем се вклучува, психолози за диагностика, психијатри се вклучуваат, па се носи одлука како треба да се постапува и со насилникот и со жртвата. Значи, тој процес е двостран. Се пријавува некогаш и во полиција, кога треба да се пријави, кога престапот е поголем, да речеме, би рекла дека е престап, но насилие е секако престап. И сите овие институции треба координирано да работат. Дури еве во еден случај се вклучи и Министерството за образование и наука, иако нема таква обврска, но ценевме дека ќе помогнеме и да, помогнавме. Значи, секој што може да помогне треба да биде вклучен во овој процес. Оти сама една институција не може да го реши проблемот. Ни кај жртвата, ниту кај насилникот. Тоа така функционира секаде, тоа така треба да функционира и кај нас. Може би само треба да ги зајакнеме врските или да ја зајакнеме комуникацијата, затоа што не секаде таа е добра или не може да биде совршена, но на соодветно ниво, за да успесите се почести и поголеми. Благодарам за првиот дел, министерке, од ова интервју. Ќе направиме една кратка пауза тука за реклами, па ќе се вратиме назад, ќе позборуваме за уписите во средните училишта, државната матура и се останато што е актуелно. Кратка пауза и се враќаме назад во студиото. Се враќаме назад во студиото, почитувани гледачи. Министерката за образование Весна Јаневска е тука во студиото и ги разговараме сите прашања поврзани со образовниот систем, предизвиците и иднината на младите. Министерке, отворени се веќе конкурсите за уписите во средните училишта. Кој е процесот? Дали има можеби некоја промена? Како се аплицира овој пат? Се аплицира електронски, а потоа документите се носат и во физичка форма. Првиот утписен рок е на 16 и 17 јуни, електронски. Документите во физичка форма се носат на 18 и 19. Вториот утписен рок е на 30 јуни, а резултатите ќе ги имаме на 1 јули. Дефинитивната ранг листа ќе ја имаме на 2 јули. Тогаш ќе се знае точно како се рангирани децата и кои каде се запишани. Конкурсот е веќе објавен и го има на веб страната на Министерството со сите упатства како треба да се аплицира. Нема значајни промени од минатиот пат. За следната година веќе планираме воопшто да нема употреба на хартија, туку се да се одвива електронски, со тоа што сите податоци, нашиот систем, системот на Министерство за образование и наука, кои се потребни за упис на деца, ќе ги превзема од електронските системи на институциите кои што треба да бидат вклучени во ова. Например, сите сведителства од училиштето, средното училиште да може да ги повлече, за да не мора децата да ги носат во хартиена форма. Веќе работиме на тоа и јас сум длабоко убедена дека од следната година и тоа ќе
профункционира и дека ќе им биде и олеснително на децата, но и ќе ја заштитиме околината, природата, што помалку хартија, толку подобро. Се надевам дека и верувам ако работите ако течат по текот како што течат, дека ќе се направи таа дигитализација која што во суштина е и нината на сето на што подразбира. И нината исто така треба да ја гледаме во насока на можностите кои што им се отвараат, па деновите беше најавено дека во Кавадарци се отвара одсек за изучување на медицинска сестра во средно образование, имајќи предвид со какви предизвици се соочуваме кога станува збор здравствениот систем и потребата од поголем број на доктори и медицинско-технички персонал, ова е за поздравување. Дали е планирано можеби отварање на други одсеци, како гледате дали во делот на медицината или пак се таргетираат оние професии можеби кои што ни се потребни, бидејќи на ваков начин ако добро се предвиди што ни е потребно, ќе можат и младите да се насочат, а и полесно да се најдат подосна и да се остварат кога станува збор за својата професија. Општо е познато дека во нашата држава има недостаток на среден медицински персонал, но има недостаток и на доктори. Сите ни се иселија, сите отидоа во западноевропските земји. Секако, отварањето на нови струки се прави во соработка со општините. Тие, пред да го објавиме конкурсот, имаат обврска да направат анализа на пазарот на труд во секоја општина поединечно. Од тука, по барање на општините, после направената анализа, тие носат одлука за тоа што им е потребно и со што децата би можеле да влезат, учениците да влезат на пазар на труд, со која струка тие би се нашле на пазарот на труд со реални вработувања. Или они сите излегуваат на пазар на труд, но нема потреба од одредени струки, одредени има, па така оваа година општина Кавадарци побара медицинска струка и ние како Министерство за образование ја дозволуваме. Има уште во неколку општини различни барања, некаде технички струки, некаде некои други од информатичкиве струки. Како кажал пазарот, анализата на пазар на труд, така Министерството дозволува да се отворат паралелки во тие општини. Имаше неколку случаи каде што во последните 1-2 години нема запишано ученици, иако била нудена некаква струка, тие неколку ги затворивме и понудивме нови. Уште една работа која што ја прави Министерството и добро го прави тоа е соработката со одредени студенти, ученици, односно здруженијата, добра е комуникацијата. И во таа насока оди и она што самото Министерство го прифати барањето на синдикатот на средношколците за државната матура да се полага во училници наместо во факултетските амфитеатри. Како се одвиваше комуникацијата и како ќе се реализира сега полагањето на матура, ако може убаво да ни објасните? Да. Министерството за образование и наука е во континуиран контакт и со Унијата или Сојузот на студенти и со Сојузот на средношколци. Постојано ги слушуваме и тие нас не слушуваме и бараме заеднички решенија. Што се однесува до матурата, одреден број училишта, вие знаете дека ние промовиравме дека е потребно знаење, дека реално треба да се оцени знаењето, па одреден број на училишта пријавија до Државниот испитен центар дека немаат услови за спроведување на матура во училиштето. Имаат преголем број на деца и не можат да ги одвојат барем на 1,5 метар растојание. Според протоколите, за да обезбедиме независно тестирање на ученикот. Сите тие кои што пријавиле дека немаат услови за да се спроведе матурата во училиштето, ќе полагаат во големи простори и колку што сум информирана од директорката на Државниот испитен центар и со нив мора да бидеме во комуникација, ќе се полага во амфитеатрите на најблиските факултети. Оние училишта
каде што има можност за полагање на матура, повторно нема да полагаат во училници, ќе полагаат во така наречени големи простори, тоа се салите физкултурни и ходниците, за да се обезбеди тоа 1,5 метар растојание меѓу учениците. Сметам дека е добро решение и апелирам до учениците да не се вознемируваат во однос на просторот во кој ќе полагаат. Битно е да бидат сконцентрирани, да дадат максимум од сопственото знаење, на тој начин ќе се проверат каде се наоѓаат на скалилото на знаењата, ќе се проверат што поуспешно сработиле, што помалку успешно, па можеби ќе им помогне во определбата. Конечно велам и општата оценка еве да падне, претпоставам дека тоа е стравот. Факултетите повторно ќе запишуваат студенти. Нема да не запишат студенти. Од тука сметам дека сега треба да си се фокусираат на подготовките, да си ги завршат проектните задачи, да си се подготвуваат за испитите и сигурна сум дека се ќе биде во ред, нема потреба од страф и паника. Кога сме веќе кај студентите и кај идните студенти, Универзитетското собрание на УКИН во комуникација со вас и по иницијатива дојдовте до едно решение за така наречен електронски индекс, уште една форма на дигитализација, олеснување, ако може да се каже, на сите тие процедури, имајќи предвид понекогаш колку време одзема одењето од кабинет за да се добие, да се добие тој подпис. На кој начин ќе се прави овие измени, како е планирано, кога ќе се започне, дали може би од следна година, каков е протоколот, односно кои се чекорите? Ние, МОН, Министерството за образование и наука, што ја представува државата, овозможи правен услов за да се укине хартиениот, односно да се функционира со дигитален услов, и тоа го објавивме во службен весник. Мислам дека е непотребно да објаснувам колку е важна дигитализацијата во нашето општество од многу аспекти. Првенствено велам, тоа е една сигурна алатка за борба против корупцијата, друго го олеснува животот, трето ја заштитува околината. Она што требаше ние како држава, како влада, како министерство го направивме. Дадовме правен основ за таков индекс. Сега се префрла обврската кај универзитетите, иако морам да кажам дека одредени факултети веќе имаат електронски индекс и биле малку понапред. Се разбира, тоа се овие информатичките кои тоа им е струка, и некои други, но сега имаме можност да го направиме тоа кај сите. Моите информации велат дека одредени универзитети и одредени факултети релативно брзо можат тоа да го направат и кај некој од нив можеме да очекуваме тоа од октомври веќе да функционира, кај некои малку побавно, но јас многу пати велам, на образованието како систем му треба време, битно е што почнуваме и се движиме во правилна насока. Токму образованието беше една од 5 теми на кои што сакаше да разговара лидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче на лидерската следба која што се одржа. Вели дека немаме, го цитирам, немаме повеќе деца за губење кои ќе одат во странство и дека според него треба да се зајакне овој систем. Што мислите вие како министер за образование за тоа дека образованието е една од точките на кои што беше побарано да се разговара од страна на лидерот на опозицијската СДСМ? Жал ми е што морам да кажам, но мене стварно не ми е јасно што СДСМ би разговарало на тема образование, откако дозволи од државата да се иселат 17.000 ученици во последните 7 години и 7.000 студенти, откако образованието воопшто не им беше фокус или интерес на таа влада и откако ние со години и години сме последни на PISA, TIMSS, PIRLS и сите други тестирања.
Така да навистина не ме е јасно, ќе мора него да го прашате што сака да каже со тоа дека треба да се дискутира за образованието. Ако го промениле ставот и сега мислат дека образованието треба да биде во фокус, да, може да се дискутира, но во овој момент, како што гледам дека е состојбата, темите кои ги дискутираме со опозицијата, да, можеби ќе бидам малку, ќе звучи и малку арогантно и препотентно, добро би било да слушаат еден извесен период, а потоа да се вклучат во дискусијата, или, за да не биде така грубо, добро е да направат сериозна анализа на она што се прави во овие 10 месеци, за да можат да се вклучат во дискусијата. Секоја дискусија е добре дојдена ако е конструктивна, меѓутоа и само критиката треба да е соодветна за да воопшто може да се почне било каква дискусија. Има можност во последните 7 години, не 7 години да дискутираат за тоа како треба да се изведува матурата, туку да дадат конкретен предлог. Ние во 10 месеци дадовме предлог, го издискутиравме и тие беа присутни кога се изгласа тој предлог за полагање на матурата, например, во однос на учениците од средностручно и учениците од гимназиско. Има можност да воведат кариерни советници, макар со измене на еден член од законот, не го направија тоа. Има можност да ги протежираат талентираните со поголеми стипендии, со можност за организирање на надпреварите, да доделат повеќе средства. Не го направија тоа. Од тука и многу други нешта, и во основното, и во средното немаше инклузивност на децата со посебни образовни потреби во средно образование, и тоа не го направија она што ние сега дадовме законски основ за од септември да почне да се имплементира. Од тука, еве, повторно ќе повторам, не ми е јасно што би дискутирале, но тоа е нивна одлука. Рековте дека има одредени, односно теми на кои што може да се работи. Прашањето ми било кои се следните чекори на Министерството за образование, планови кои што ги имате, проекти или иницијативи кои што планирате да ги направите во следниот период? Министерството за образование и наука е едно огромно, гигантско министерство. Веројатно има и други такви, но јас за ова зборувам, во кое треба многу нешта да се сработат, и ова многу пати сум го кажала, но го повторувам. Во ова министерство, за да се постигне минимален успех, мора да се работи на многу паралелни линии. Така да се што мислиме, ќе одлучиме дека е неопходно, а многу нешта се неопходни, ќе го спроведуваме паралелно и во основно, и во средно, и во средно стручно гимназиско, и во високо, и во наука, значи сето тоа ќе го правиме паралелно. Главните цели, предпоставувам, со овие проекти кои ќе ги спроведуваме, се подобрување на квалитетот на образованието, подобрување на инфраструктурата, односно условите во кои работат учениците и наставниците, и тоа е дел од она што треба да придонесе за квалитетот. Веќе почнавме со осовременување на наставни планови и програми, да внесеме нешто што е неопходно за денешното живење и работоспособност на учениците. Продолжуваме со обуките на наставниците. Вложивме многу повеќе средства за наука. Еве, најавувам дека деновиве ќе излезе конкурс за научно-истражувачки проекти. Работиме на законот за високо образование, кој е неопходен за да може да се направат реформи во високото образование. Има уште многу да се набројува. Ќе работиме на развиток на технологијата, на дигитализацијата заедно со Министерството за дигитализација, како што рековме, во соработка со повеќе институции, и ќе спроведуваме она што е
првенствено ургентно, а потоа нешто што може и да се одложи за некој месец, за да после извесен период ги почувствуваме бенефитите на она што го работиме. Само уште едно за целата јавност сакам да повторам. Ефектите од промените во образованието не може да се почувствуваат утре. Ке се почувствуваат после одреден број месеци или ке се почувствуваат после неколку години. Не е битно. Битно е да имаме времетрењето, битно е да имаме добар резултат. Верувам дека за не многу долго и тоа ќе стане видливо. Ви благодарам многу за вечерашното гостување. И јас ви благодарам вам. Почитувани, тоа беше вечерашната емисија за или против. Мислам дека одговоривме на голем број прашања во делот на образованието, секако секогаш оставаме простори за следно гостување со министерката. Останете почитувани на фреквенцијата на телевизија Алфа и денеска и во викендот. Пред нас се гледаме веќе од понеделник.